Здраво на сите, добро дојдовте во нова епизода на Секси Мала. Јас сум Милена, денеска на гости ни е Ана, подписателката на УСС. Ана, како си ми? Добро сум, Милена, фала ти како си? Јас сум супер. Денеска зборуваме на една од моите омилени теми, односно младински активизам. И тие што ме знаат од потесните кругови знаат дека мање више јас сум на првите редови од секој протест, меѓутоа како мала не секогаш бев активист, односно бев дете што многу се плашеше од гужви, од галами, од било што сега се поврзува тој традиционален тип на активизам. А меѓутоа за мене вистински легна што значи активизмот, кога прочитав една реченица што ги сумираше логотерапијата на Виктор Франкл, односно не се прашувај што ти очекуваш од животот, туку што животот очекува од тебе. И кога одговорив тоа прашање, тогаш во мене се јави вистински дух на активист, односно животот од мене очекува јас да се бунтувам, да не се помирам со тоа што не се согласувам, да бидам гласот на сите оние кои што не можат или немаат начин како да се искажат, и оние кои што не се доволно слушнати. Така што за мене активизмот не значи борба за себе, значи борба и против системот, ама борба и за сите оние кои што се обесправени, а немаат простор да искажат дека се обесправени. Ана, за тебе што значи активизмот? За мене, исто како тебе, порано не бев активна и не ги согледував баш доволно добро проблемите околу нас, но сега како активен активист, можам да кажам дека за мене активизмот представува начин на живот, и преку активизмот јас не останувам рамнодушна и ми отвора можност да го искажам своето мислење и моите идеи, и од друга страна активизмот ме представува одговорност спрема општеството сега во кое што живееме, спрема постарите, но и за помалите, да дојдеме до некој достоинствен начин на живот и да створиме подобри услови. Исто така, активизмот на сите ни дава простор да не молчиме, туку да бидеме гласни, затоа што секој од нас во текот на неговиот живот се соочува со некои неправди, и животот на еден начин очекува ние да не бидеме тивки, туку да го кажеме својот глас, да не молчиме. И јас сум вклучена во студентски активизам и преку тој студентски активизам успеавме да го подобриме драстично животот на студентите и условите на студирање. И мислам дека овие години, додека си студент, се години токму кога треба да си активен, да се бориш за своите услови, не само за тебе, туку и за генерациите после тебе. Искрено многу убаво го случи, бидејќи ти си навистина на одговорна позиција и секако тоа се носи свој товар, бидејќи ти си гласот на сите студенти. И фала ви многу на сите од УСС што толку активно се организирате, да ни дадете простор и на некој начин поддршка на сите оние кои што сме спремни да го смениме нашето општество кон нешто подобро. Сега беше спомна дека УСС дел од студентски активизам. Какви други типови на активизам постојат? Постојат, мислам дека нема еден активизам кој што е чист, туку повеќе форми на активизам цело време се вклучени во одреден друг активизам. Например, во студентскиот активизам ние честопати кога одиме да протестираме, тогаш тоа е протестен активизам. Потоа имаме легален активизам, тоа е кога треба да се бориме за промена на некои закони, на некои правилници кои што ние сметаме дека треба да бидат променени за подобри услови. Потоа едукацијски активизам, активизмот преку кој ние ги едуцираме студентите, младите. Потоа имаме културен активизам, активизмот преку кој ние организираме некои изложби, концерти, каде што студентите се запознаваат со културата, со уметноста и да, мислам дека Хера може најмногу да се пронајде во овие моменти на едукацијски активизам преку работниците што ги правиме за ССО и за ментално здравје меѓу младите. Голем дел сега почнавме годинава кога ги проширивме нашите столови со културен активизам, бидејќи организираме голем број на представи за младите, типот на форум театар. И исто така легален активизам, бидејќи Хера доста лобира за промена на голем број од законите. Меѓутоа, како што кажа, мислам дека најмногу се забележува тој директен или протестен активизам, особено
особено сега имаше голям одзив за време на протестите која следен. Сега не сум сигурна кога ќе биде емитувано, меѓутоа тие впечатоци нас не се се уште свежи. И мислам дека секој што беше присутен таму навистина го почувствува тој колективен дух и таа енергија, што значи сите да застанеме заедно да се бориме за промена. И ми се допаѓа што потенцираше дека активизмот не е нешто чисто, туку делови од активизмот постојано се преклопуваат. И мислам дека на сите типови на активизам сега што ги набројавме, заеднички има тој така кажем колективизам или онлайн активизам, односно промоција по социјалните медиуми, лобирање и мобилизација на нови членови преку платформите, бидејќи сме генерација која што живее, да кажам, некој тип на поделен живот. Имаме едно присуство во реалност, едно присуство во матриксот, да го кажам, и некако многу е битно да се обединат тие два паралелни животи и додека сме активни на протест, треба да бидеме активни и онлайн. Понатаму би те прашала што е разлика помеѓу успешен и неуспешен активизам? Разликата помеѓу успешниот и неуспешниот активизам е тоа колку ние сме успеале да се избориме за тоа за колку сме дали ние сме доволно добро одбраниле нашата мисија и визија, односно дали сме успеале во тоа што сме тргнале да го правиме. Реално да, нема вистински репер или мерило. Да, нема, затоа што успешно или не. Меѓутоа ја што би дефинирала во тие наврати што ја ги забележам кај нас, бидејќи кај нас имаше повеќе протести, повеќе пати започна таа искра, всушност никогаш не загоре огнот, да кажеме. И му си го поставав дома како прашање на себе си, затоа што јас сум доста поактивна во водите на активизмот, што всушност може да предизвика до одредена активистичка група да не доживее толку добар успех. И мислам, прво поставила дека можеби не беа јасно дефинирани одредени цели или одредена кауза, бидејќи ние се боравме за промена во системот, понатаму излегоа јасни барања што бараме да се смени во системот, меѓутоа ретко кој од присутните таму беше свесен или ги имаше општо прочитано тие барања. Понатаму некако на почетокот бевме дисконектирани од заедницата, бидејќи сите бевме таму со некое сопствено зошто, меѓутоа не беа слушнати сите потреби и едноставно бевме дојдени стихино. Би извела понатаму и дека можеби тајмингот или тактиката не беше најдобра, бидејќи сега кога ги собиравме сите тие студентски пленуми за оддавање на почит, голем дел од луѓето се уште беа во жалење и едноставно тогаш да те вози емоцијата, те вози лутината, меѓутоа голем дел од луѓето беа толку збунети, спатени во вителот на своите емоции, што не можаа навистина го донесат тој активистички дух и тоа да истрае. Односно кај нас активизмот се базираше на тие миновни промени во расположението, наместо да дојде од тоа вистинско зошто. И исто така, голем број од луѓето што ги имам запознани што подолго време од мене се во активистички води, страдаат и така наречен активистички бърнаут. Не знам ти дали имаш слушнато? Имам слушнато и неколку пати сум била на работа и но благодарение на моите пријатели малце се средува. Да, се средува. Исто така сакам да кажам дека на темата дали е успешен или не, дека се уште во општеството младите, па и постарите им е страв да го кренат својот глас и да се вклучат активно во некоја иницијатива. Например, ние се уште имаме студенти пасивни кои што не сакаат да кажат кога некој професор не води навремено резултати. Не знам, можеме и од најосновните работи да почнеме дека ние не се жалиме ако на улицата имаме отворена дупка и некако граѓаните сите се институционално многу оддалечени, сметаат дека не можат да се пожалат некаде или нема на кој да се пожалат или дека и да се пожалат тоа ќе заврши некаде во фиоките и нема ништо да се превземе за тоа. И мислам дека и неуспешноста на активизмот и тоа излегува тоа што очекуваме дека немаме да слушнати. Да. Фер се согласувам, мислам дека треба да се направат системски промени кај нас, за тоа се потребни повеќе луѓе. Така што моето прашање е како може да го трансформираме? Тоа што сега го почнавме, како можеме да го трансформираме понатаму во нешто што поуспешно? Со едукација на младите. Јас мислам дека веќе постарите си имаат изградено и ставови и како личност имаат изградено и дека не можеме многу да влијаеме на нив, но еве
е на пример на помладите можеме да влијаеме и да им покажеме дека со активизам, со иницијативи, со работа, со тоа да се побуниме некаде, може да има резултати и дека ако не се откажуваат од тоа што им е целта да го постигнат, дека ќе Кога тогаш промената ќе дојде. кога тоа ќе дојде тие промени што сакаат да ги видат во општеството. Мислам дека многу убаво го сручи, а во рамките на таа едукација најверојатно прво треба да направиме кратка рефлексија, да видиме кои чекори сме ги превземале, што сме направиле, што било успешно, што не било успешно, односно да видиме фидбек од јавноста на некој начин. Потенцијално да се редефинира неуспехот, затоа што како што кажа нема репер за што е успешен, што не е успешен активизам. Знам дека за тие што сме организатори на ваквите работи, често доколку некој нас не успее, тоа го доживува како крај на светот. Ти си го истрил својата душа и целата твоја емоција во тоа и на крај нема одзив. Меѓутоа тоа не е неуспех, туку едноставно ни е индикатор за што може да смениме понатаму. Што функционира, што не функционира. Зимаме здив, градиме тим од почеток, мобилизираме луѓе и приложуваме со фокус на целта, бидејќи да, ние сега не сме успеале, меѓутоа целта првично поставена е она што е битно. Така што се движиме напред и приложуваме да се бориме за неа. Исто така би потенцирала дека како луѓе многу често сме водени од приказната. И доколку некоја активистичка група нема јасна приказна или приказна што се поврзува на лично ниво со голем број од луѓето, многу ретко кој вистински се вложува во тоа, бидејќи за ние да вложиме голем дел од себе си, бидејќи активизмот навистина бара голема енергија, треба да имаме нешто што лично не поврзува и лично не влече. Така што претпоставам дека ораторството или добрите приказни преку тој онлайн активизам се тоа што би ги мобилизирало бројките во нашата генерација. Може би ги мобилизирало, но приказни како приказни секогаш имаат крај и мислам дека приказните можеш да ги продадеш само на почеток, но ако потоа не превземеш нешто повеќе од приказната или ако ништо не се случува, на пример, ако немаш медиумска покриеност, ако немаш некои партнери во тоа што го правиш, мислам дека приказната Да, и мислам да го кажа, бидејќи јас ја дадов пример за приказна, меѓутоа како што кажа на почетокот, активизмот не е приказна, активизмот е начин на живот. Едноставно доколку немаме соработка, немаме поддршка, немаме со што, тогаш едноставно ќе се угори. Така што моето прашање е како ние да поттикнеме и да одржиме активизам во Македонија. Па јас веќе спомнав дека преку промените, на пример, секојдневно ако луѓето гледаат промени, така ќе го поттикнеме и активизмот. Ако нема промени, тие се уште ќе си останат пасивни и ќе си велат во себе дека ништо не се менува, сепак, нели има активисти, не се менува, но ако гледаат дека нешто е променето, од кога се појавиле тие активисти за одредена тема, тогаш тоа ќе им биде доволна причина за и тие да се вклучат и да бидат активни. Jer мислам дека тие мали стратешки чекори, мали стратешки победи се многу битни за да ни го одржат тој активистички труд. Затоа мислам дека и секоја иницијатива, секое здружение, не знам, било што, сите активисти треба да покажуваат и што успеале, какви промени успеале да направат, не само да се борат за некои промени, туку треба и да кажат што се променило на крај на денот. Да, бидејќи тоа го храни тој активистички дух. Мислам, ние имаме јасно зошто, јасна мисија, имаме круг на поддршка, можеби варира обемот на тој круг, меѓутоа се прават мали ситни чекори што не одржуваат понатаму. Како што кажам, многу е битна таа соработката меѓу организациите, дали ќе бидат невладини, дали ќе бидат студентски здруженија, дали само ќе бидат некои граѓански здруженија или јас и моите 5 другарки од улица. Многу е битно да покажеме единство и сплотеност во таквите моменти. Исто така, многу е битно да имаме и лица начин на кој што луѓето би се придружиле, бидејќи можеби тоа би значило активизам само со потпишување на некоја онлайн петиција, можеби ќе значи активизам со постирање или споделување на една слика, можеби ќе значи правиме друштво да изводиме 1 километар кругче околу центар и да се извикаме пред некоја јавна установа. Меѓутоа мислам дека битно тоа да се приближи, да се направи што е можно подостапно за луѓето, за да можеме во таквиот процес на активизам да мобилизираме што е можно поголема бројка.
И сега бидејќи спомнав протестен активизам, ова ме потсетува на моите омилени моменти од викање пред јавни установи, моето прашање е што е најдобар другар на секој активист, бидејќи за мене лично секогаш би било мегафон. Мислам, кога викам доволно јасно нешто ќе се смени. Ама настрана од мегафоните, што за тебе би било најдобар пријател на секој активист? За мене најдобар пријател е мојот тим, затоа што без тим не може ништо да успее, не можеш сам да се избориш, не можеш сам да завршиш било каков проект, така да за мене најдобар пријател е мојот тим. Фер, и мислам дека уште еден многу битен фактор би било да имаме добар брендинг. Сега, дали тоа ние ќе го направиме самите на Canva, дали ќе имаме некој стратешки помошник, тој бренд и таа приказна е тоа што го вози активизмот во нашите генерации, бидејќи луѓето се поистоветуваат со тоа. И исто така, тоа ти преска што го спомна, follow through на некој начин или проследување. Дечки, ова се случило, ова се сменило, да, не сме ги постигнале сите цели, меѓутоа продолжуваме со уште поголем залет. И тоа е многу битно да им се даде таа мала надеж на луѓето, бидејќи тоа не е главната воделка понатаму. Да. Мислам дека е важно тоа како ќе се представиме пред другите и се тоа, но мислам дека треба со секоја организација, секоја иницијатива како прво да се покаже кои се луѓето што се таму, да ги запознае поголемата маса, затоа што за некои вакви големи иницијативи што се на пример граѓански, ние не сме секогаш сигурни кој стои зад нив, какви се луѓето, што работеле претходно, дали биле активни, дали не биле активни, и мислам дека е многу важно тоа да покажеш кој си, Се даде лица. Да, дадени лица и така да се доближиш до маси. Мислам, има и таква реченица, луѓето стануваат поради луѓето и да, ние сега стоиме за кауза, меѓутоа кауза е многу абстрактен поем и не можеме да застанам позади кауза. Јас ќе имам моје зошто, меѓутоа многу е полесно ние да се идентификуваме со дадено лице на одредена револуција, да застанеме да ги поддржиме нив во физичка смисла, отколку абстрактно сега идеме да протестираме за правата на младите. Добро, сега ми треба еден младински представник што ќе вика на мегафон. Да, ево сега случај, додека зборуваме за протестен активизам, како безбедно би можеле да се вклучиме во активизмот? Мислам, знам дека широко мислење на јавноста дека за секој активист, вистински активист, обично каузата е пред стравот, меѓутоа оправдано се грижиме за нашата благосостојба, нашата безбедност. Така што се некои препораки што би дала на студентите во рамките на ова? Најпрво што сакам да кажам е тоа што ако ти знаеш за што се бориш и дека тоа е навистина важно за тебе и за другите, тебе нема да ти биде страв ти да се вложиш во тоа, но секој треба да си го знае максимумот, например, колку време ќе вложи, колку ќе потроши енергија на тоа што го прави, например, дали сака да се споделува неговиот профил на социјалните мрежи, дали сака неговото име да стои некаде, сепак треба личните податоци да бидат заштитени, да. Зависи од човекот, затоа што може на некој не му смета неговите лични податоци да бидат видливи, но на некој им смета. Да. И мислам дека треба јасно да се каже, мене ми смета да бидам во јавност или да бидам промовиран. Фери, мислам дека ќе почне активизмот, те влече стихино да инвестираш можно повеќе и битно е за себе навистина се поставиш лични граници, да се поставиш свое темпо и доколку сме активни онлайн, можеби да имаме и посебен активистички профил наместо нашите лични податоци. Сега да зборавме дека треба да се постави лица, и тоа не мора да биде наше лице. Колку пати се случило да има некој анонимес, например, тип на активизам, каде што постои некоја фигура, меѓутоа тоа не е личност која што ние можеме да се сипе. Тоа не мора да биде ни само една личност, може да бидат повеќе личности и цело време да се менуваат различни, така да. Да, сум во рамка на заштитата, ја би рекла и секој се запознае со сопствените права, бидејќи многу често се случува некои права да не бидат нарушени, така што треба да знаме како да се заштитиме во таквите моменти. За најдобра заштита ни се секако нашиот круг на поддршка и на пријатели, што доколку идеме на протести, јас лично би препорачала секогаш да се движиме во
група или ако сме таму сами, запознаете се со некој од нив. Некој од најпрекрасните луѓе ги имам запознано на вакви активистички кругови. Кога не викаме заедно, многу нека емоционални, нежни душички се. Би рекла за ваквите собери да се понесе и храна и вода, бидејќи имавме искуство со неколку пленуми каде што се случи на некој да му се слоши и беше потребна и лекар, беше потребно да кажеме нешто најосновно како чоколада или кока-кола, многу би олеснила таа ситуација во таквите моменти. Исто така да си има стратегија за итни случаи, затоа што јас споделив дека бев дел од протестите на која следен и јас да кажеме се движев во првите неколку редови и доколку нешто се случи, јас отприлика знаев дека можам да поменам 3 реда луѓе и да излезам. Меѓутоа што ако се случеше нешто во средината, секој треба да си има своја стратегија, да знае каде му се луѓето од неговиот круг, каде се движат, споделете си локација, следете се еден со друг во гужвата, во случај нешто да се случи, да имате начин како безбедно да излезете од таа ситуација без повреди, да кажеме. Исто така и треба да бидеме многу внимателни ако протестите биле најавени како мирни собери или протести, треба секој од нас да биде свесен дека треба така и да завршат и да не се радикализира ситуацијата. Но ако дојде до тоа, мислам дека треба да се каже на редарите, на полицијата, затоа што на вакви настани има доволно редари и полиција и да се спречи од една страна некоја катастрофа. Како редарите се справуваат со ова? Бидејќи знам дека ти имаш искуство, е тешко да се контролира толкова толпа. Тешко да се контролира и, например, ние редарите кои што ги имаме со од редот на студентите, на некој од нив протестот им е прв или неколку, затоа што ние овде немаме секојдневно протести и не знам, со едукација им кажуваме како да се снајдат во некои ситуации. Например, имаме редари кои што се движат заедно со толпата по средината, па ќе примети нешто, ќе каже, знаеш. Ќе имате редовна комуникација меѓу вас за да можете мирен тек на тие протести. Да, си имаме групи за време на протестот и секој ако забележи нешто, си пишува во групата, се обраќаме до надлежните лица, например полицајците или докторите и решаваме ситуацијата. Мила ми е сам, да, нашата безбедност е како е пример на наша одговорност, меѓутоа мила ми е што има и некој одговорен што ги следи за оние кои што немаме толку искуство во протестите. И тоа во секој случај мислам дека нашата главна порака од ова, вие како дете сме активистки малце пристрасно, е тоа дека сега треба да се вклучи колку може и на свој начин, бидејќи толку сме сега проактивни, ќе имаме поинакво утре. И мислам дека многу е клучно да се знае дека толку младината не ја преземе едината во сопствени раце да се изгради тој, да кажеме, живот или општествот со ништо, некој друг ќе го направи тоа за нас и ќе ни изгради општество од нашите кошмари. Така што дечки, фала ви многу што нам преследивте оваа епизода. Ана, фала ти многу што ми беше гостинка денеска за една од моите повторно најомилени теми. И се гледаме во наредната епизода на Секси Мала. Чао! Чао!